Задолжувањето постојано расте, а капиталните инвестиции недоволно се реализираат. Фирмите кубурат со пари, а банките наместо да ги кредитираат, ги заробуваат финансиите купувајќи државни хартии од вредност. Според последните податоци на Народната банка, за компаниите има се поскапи кредити, а деловните банки интензивно вложуваат во државни записи и обврзници. Владата пак наместо парите да ги вложува во капитални проекти, ги троши за тековни потреби. Аналитичарите велат дека мора да се промени моделот на економски раст. На долг рок неефикасно е целата економија да се потпира исклучиво на градежништвото. Во суштина ќе доеме на квотата нула, кога градежништвото субвенционирано од страна на државата ќе запре и ќе видиме дека ние реално нашиот економски раст, нашата економија не можеме да ја засниваме на градежништвото, туку треба да ја засниваме на индустријата, на големата потрошувачка и на капиталните инвестиции во смисла на бруто капитални инвестиции на државата и на приватниот сектор. Тоа секако значи дека ќе треба да се ревидираат начинот на пресметка на економскиот развој во Македонија од статистички аспект. Ние се уште го засниваме економскиот раст на градежништвото и затоа ни доаѓа поприлично поразителни податоци кога ќе ги видиме. Премиерот и министрите се оптимисти дека по катастрофалната реализација на инвестициите од 16% во првата половина од годинава, планираното сепак ќе се реализира. Сепак во последниве 3 месеци се реализираше исклучиво задолжувањето. Државниот долг е зголемен за 30 милиони евра и изнесува 39,9% од бруто домашниот производ, а јавниот долг за дури 50 милиони евра и достигна 47,7% од БДП. Како опозиција, СРСМ критикуваше дека парите непродуктивно се трошат во услови кога капиталните инвестиции потфрлаат, но сега се најде во иста ситуација. Премиерот сега вели дека инвестиции нема, но дека парите од задолжувањето ги искористиле за враќање на стари долгови. Тогаш нашите критики биле кога парите се трошат непродуктивно, а се земаат дополнителни кредити. Овие задолжувања кои што ги споменувате, како и претходните, најголем дел се заради рефинансирање на доспеани проекции и за дофинансирање на државниот дефицит. Апсолутно се држиме во рамките на буџетот и се уште буџетот не покажува индиции за ребаланс, односно немање на потреба во текот на летото да се прави ребаланс. Јас очекувам септември, октомври, ноември, веројатно на пресекот на крајот на август ќе се направат овие сите пресметки за да се отпочнат постапки. Владата досега се задолжувала според планираното на домашниот пазар, но за само 6 месеци земала дури 90% од странските кредити планирани за цела година. Во првиот квартал бруто домашниот производ се зголеми за само 0,1%, но владата се уште останува на проекцијата за раст на економијата од 3,2% годинава.